Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска пред јавноста презентираше пакет мерки за заштита на животната средина, кои ќе придонесат за поволност, стимулација и за заштита на домашниот буџет. Нападите не ги чувствуваме како притисок, туку уште повеќе се зајакнува волјата единствено за спроведување на законот и почитувањето на човековите права и слободи, кои ги гарантираат законите и уставот на Република Македонија, вели во пишаната изјава председателот на Основен суд Скопје 1 Скопје Владимир Панчевски во врска со синокешното шарање со бои и оштетување на зградата на Кривишниот суд. На најстремен начин во текот на ноќта, тајно и подмолно, што доликува само на кукавици, е оштетена фасадата и влезната врата на Основниот суд Скопје 1 Скопје, што може да се види и од безбедносните камери на судот, за што се известени надлежните органи, вели Панчевски. Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците денеска ја продолжи расправата за извештајот за активностите на специјалното јавно обвинителство за периодот од 15 март до 15 септември годинава. Во текот на денот се очекува да биде одржан состанок на координаторите на претеничките групи за да се усогласи начелен став за бројот и редоследот на дискусии по точките на дневен ред на комисијата. Европската унија денеска излезе со став дека вчерашниот референдум во Република Српска нема законска основа. Сепак преку портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич, официјален Брисел денеска ги повика институциите во Босна и Херцеговина да ги решат сите отворени прашања во рамки на постоечката уставна рамка и преку конструктивен диалог, а ги повика и да се воздржат од активности што може да доведат до ескалација на состојбата.